утро до нашите гледачи и второ добро утро до екипата на Телма телевизија. Во последното вклучување на лице место ќе напоменеме многу повеќе за нега, правилна нега и грижа за нашите цвеќиња, за сите оние кои што се љубители на, ета така да кажам, убав двор, убава тераса, каде што сакаат на вистина да покажат што можат и што умеат во тој поглед. Ќе напоменеме многу повеќе за тоа како правилно да се грижиме за нив, но и како да се справиме со сите оние штетници на кои што најдуваат нашите растенија. Многу повеќе во продолжение слушаме ово утро од мојата денешна гостинка Ирина Бојаниновска. Да и посакаме добро утро. Добро утро и добре дојдовте во Супер Гарден. Драго ми е што имаме можност во една ваква атмосфера да кажеме нешто повеќе за правилна нега на нашите цвеќиња. На самиот почеток ќе прашам кои цвеќиња се карактеристични за овој период и што може да се види токму тука, кои видови? Во овој период е пролетната сезона, значи најбарани се сарделите, имаме бомбончиња, алесум, џунџуле, газани, вербени, широк е спектарот на цвеќиња за овој период. Верувам дека секој вид кој што го напоменавте си бара недли различна грижа и нега, зависи од самиот вид. Кое цвеќе може најтешко за одгледување? Па нема најтешко цвеќе за одгледување, тука се работи најмногу за одржувањето, правилното полевање на цвеќето. Најчесто луѓето прават грешки со премногу вода и затоа доаѓа до скапување на растенијето. Значи сите се идеални за местото на кое ќе се засади. Најпрво треба да се одреди во дворот дали има сончева страна или е полусенка и потоа се одбира кое растение да се засади. Верувам тоа е универзално за сите видови. Да, така е, да. Кажете ми конкретно за овие видови кои што се наоѓаат тука, како одат самите чекори постепено, како правилно да се грижиме за нив? Па вака, ние сега тука се садат од семе растенијата и потоа доаѓаат до овој степен како што се сега. Правилно треба да се засадат најпрво. Луѓето прават грешки, се сади во стара земја или хумус стар. Најдобро е за да не се префаќаат болести, растенијата да се користи чист тресет, да не се меша со обична земја, зашто растенијето не развива убаво, нема храна во обичната земја од дворовите што е. Мора да биде помешана со тресет. Потоа, правилно треба да се засади. Цвеќето не треба да биде предлабоко насадено, за листовите да бидат внатре во земјата, исто така и да не биде превисоко засадено, за да не се гледа корено, да биде покриен со земја. Потоа, со полевањето што го напоменав. Сега додека времето е се уште вака облачно и не е уште јако сонцето, тогаш се полеваат умерено, значи на неколку дена. А потоа, кога е многу топло и кога е многу сончево, секојдневно е полевањето. Дали би препорачале некој вид на растение кој што е идеален за почетници, односно оние кои што се нови во овој свет и не знаат многу во однос на садењето и грижата за цвеќињата? Кое е најлесно да кажам, кое што не бара и многу грижа? Така е, па сарделата е така, додека сурфиниите, петуниите бараат повеќе грижа. Во однос на самите штетници, би сакала да прашам како да се ослободиме од нив, односно како да ги заштитиме нашите растенија од самите штетници и што препорачувате пред самиот крај? Па вака, најдобро е да се превентивно да се третираат со инсектициди. Да, откако ќе се појават исто така, мора да се третираат, зашто доведува до сушење на растенијето. Исто постојат и многу видови на болести на цвеќињата, затоа треба да се третираат. Например, појава на многу жолто ливче може да биде знак на некој недостаток на витамини на самото цвеќе, тогаш па е потребно прихрана, да се прихранува растенијето. А додека се работи за болест некој, значи тоа мора стручно лице да го потврди и точно да се третира. Да, верувам дека интернетот и не може да ни помогне многу во тој случај, дека би требало да говориме со соодветно лице. Така, па најдобро е со агрономите во земјоделските аптеки за да утврдат точно за што се работи. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да напоменеме нешто повеќе за правилна грижа на нашите цвеќиња. Така, ви благодарам и вас. Секој е добро. Благодарам уште еднаш.
Се надевам дека сите овие информации беа добредојдени за сите оние кои што имаат прекрасни дворови и сакаат да се грижат за нив и за нивните цвеќиња. Верувам дека овие информации и ова вклучување беше корисно за нашите гледачи. Се гледаме повторно утре во новото издание на утринската на Телма телевизија.